Душан Томшич, советник во Министерството за образование, посебно во делот за инклузивен развој. Господине Томшич, зборуваме за она што Министерството работи на планот на инклузија на лицата со попреченост во образовниот систем, воопшто во сите фази. Што е она што Министерството го работи, што има детектирано како проблеми на кои што треба да се работи? Значи вака, Законот за основно образование е донесен 2018 година, каде што нели е поставена полната инклузија во редовниот образовен систем и донесена е концепцијата за инклузивно образование. Од тогаш до сега, значи, направени се и многу подзаконски измени, каде што нели инклузијата треба да заживее во пракса. Она што е констатирано како недостаток е нели потребата од обука на наставниот кадар, бидејќи за да имате вие инклузија, сепак мора да ги спремите и наставниците и стручните служби за една, да кажеме, посеопфатна инклузија на сите деца, бидејќи Македонија како држава и потписник на Конвенцијата за заштита на правата на лицата со попреченост и Конвенцијата за заштита на правата на детето, каде што самите конвенции кажуваат дека секој дете има право на образование, најблиску до местото каде што живи, дека секој дете има право на образование и како такви мора ние да вложуваме што повеќе средства и знаење во инклузијата за да можеме да го достигнеме овој ефект, бидејќи инклузијата не е само парче хартија, сепак се работи за вложување на многу повеќе финансиски средства, значи вложување на дидактика и вложување на обука. И она што МОН до сега го има превземено, може да се пофалиме оваа година дека се одвоени 59 милиони денари кои што се наменети за вработување на 500 образовни асистенти низ целата територија на Република Северна Македонија. Тоа се 260 асистенти во Скопскиот, Кумановскиот и Тетовскиот регион и во другите три региони, Југоисточен, Вардарски и Битола, се вработени уште вкупно 240 асистенти. Сите асистенти се спуштени во наставата и сега поминуваме низ процес на нели подигнување на капацитетот и на наставниот кадар да го прифати образовниот асистент како стручен помошник и поддршка во организација на наставата и она што сакаме да го избегнеме е индивидуална работа на еден образован асистент со еден ученик, бидејќи повторно така нели се случува сегрегација и ни се случува оваа несакана пракса дека детето се одвојува повторно од групата на деца, се става посебно да седи во клупата. Туку сакаме да ги мотивираме наставниците заедно со образовните асистенти да работат во групи со самите ученици и самите ученици да учат едни од други дека различностите не се страшни, не се опасни, туку дека едни од други можеме многу да научиме, а и самите деца со типичен развој можат многу да помогнат во развојот на децата со атипичен развој кои што имаат некои потешкоти во учењето. Тоа е практично инклузијата. Сепак има очигледно во одредени структури во образовниот систем има страф, посебно кај професорите вработените во специјализираните средни или основни училишта, дека ќе ги загубат учениците бидејќи со инклузијата голем дел од тие ученици со посебни потреби ќе отидат со посебни образовни потреби, ќе отидат во редовните училишта за да се направи практично инклузија. Дали постои таква опасност реално? Значи воопшто таа опасност не постои, дури тие училишта ќе имаат и повеќе работа колку што имаат сега. Тоа можевме да го видиме со примерот на основните посебни училишта кои од оваа година почнаа да функционираат како ресурсни центри, основни училишта со ресурсни центри кои добија своји региони и целата идеја овие сега ресурсни центри во иднина кои што беа порано посебни основни училишта да даваат поддршката на општинските основни училишта во редовната настава, значи да го едуцираат стручниот кадар таму, наставниците, да ги координираат образовните асистенти, да даваат плюс индивидуализирани услуги на луѓето кои што живеат каде што се наоѓа училиштето. Така и по таа логика и средните училишта во иднина би требало да ги зголемат своите капацитети за обезбедување на услуги и да обезбедуваат настава, бидејќи самиот закон вика дека дел на учениците кои што имаат најкомплексни потреби, дел од таа модифицирана програма треба да се спроведува во овие ресурсни центри. Така да опасноста од губење на територијата, да кажеме, или она што значи губење на работата не е воопшто така и мислам дека само нивната стручност и она што го учеле цел живот ќе дојде до израз и ќе можат на што повеќе деца во поголем број на општини, нели, да им овозможиме преку нивната советодавна и стручна поддршка да учат во редовните училишта, да не ги одвојуваме од нивните биолошки семејства, да ги праќаме на 100-200 километри во интернати за да тие бидат таму нели сместени, да се враќаат само за викенди. Туку идејата е
децата да останат што повеќе со своите биолошки семејства, да учат со нели во редовната настава, за оние кои што ќе имаат, кажав пак, покомплексни проблеми, дел од таа настава нели ќе биде во овие специјализирани ресурсни центри, а исто така се отвараат и центри за поддршка во самите редовни училишта и тоа е, можам да кажам, оној крајен идеал, оние посебни паралелки што ги викаат сега, прераснуваат во центри за поддршка. Овие центри за поддршка сакаме да ги отвориме во што поголем број на училишта, бидејќи ако има дете кое што следи редовна настава, доколку нели се јави потреба детето да биде повлечено, со него да се работи малку, да се смири, нели да се обезбеди некој индивидуален третман, тоа да го има во рамките на редовната школа, за да не мори тоа да биде нели одвојувано од средината каде што живее. Значи целиме кон тоа. Имаме доста голем број веќе на центри за поддршка во рамките на некој проект од Европска унија, веќе инвестираме во голем број на училишта каде што се отвараат тие нели соби за релаксација, сензорни соби, гледаме дека се повеќе тоа е актуелно и приватниот сектор веќе ја препознава потребата од инвестиции во овој дел и мислам дека доколку постигнеме во сите региони низ државата да имаме што поголем број на центри за поддршка, овие посебни училишта што ќе бидат утре и ресурсни центри ќе им помагаат на овие подолу да нели да го одржиме квалитетот на грижата која што е и услугата која што ќе се обезбеди во рамките на самите училишта. Како е регулирана можноста на лице со попреченост, дете со попреченост да се запише онаму кај што сака? Има понекогаш реакции велат не можеме да се запишеме таму кај што сака детето. Дали има ситуации кога не можат едноставно да се запишат од одредени причини? Дали секој лице може да се запише? Секој лице, секој ученик би требало да се запише таму каде што сака и тоа го гарантира законот. Значи не може некој во училиштето да решава дали тоа дете ќе се запише таму или не, сепак за тоа одлучуваат комисии, има комисија за проценка која што доколку има некој потешкоти ученикот да влезе во редовната настава, треба да добие соодветно мислење од таа комисија. Не може самото училиште да одлучи нели дали тоа дете треба да учи таму или не, и тоа е, можам да кажам, директна дискриминација и си има закон за заштита од дискриминација каде што родителот на тој ученик може да поведе и постапка. Така да јас сметам дека секој дете треба да добие шансата да влезе онаму каде што сака, доколку во текот на наставата нели се појават одредени недостатоци, стручната служба треба да го евидентира тоа, да пријави во комисијата која што прави проценка на функционалноста на ученикот и да видиме дали тоа дете може да продолжи нели во паралелката со соодветна поддршка, дали од образовен асистент, дали од поддршка од стручната служба во самото училиште, бидејќи секое дете и кој што има потреба треба да се направи инклузивен тим за ученик, инклузивни тимови треба да има на ниво на секој училиште, така да мислам дека тука треба образовниот систем малку повеќе да инвестира. Ние сега што воочивме во овој период е дека инклузивните тимови во минатото не биле секаде постојани, тоа се тимови кои што се менувале секоја година со одлука на директорот. Сега со дописки инсистираме да ни достават имиња на инклузивни тимови кои што ќе бидат постојани минимум 3 до 5 години, за да можеме соодветно да инвестираме во тој кадар кој што нели понатаму ќе остане ресурс на самото училиште и кој што ќе треба да работи со наставниците кои што подолу имаат деца вклучени во наставата. Сепак мора да потенцирам дека е процес, има одредено непознавање, има одредена одбивност на соработката помеѓу образовниот асистент и наставникот, но мислам дека со текот на времето ќе видиме дека тоа не е ништо страшно и дека сепак е во интерес и на наставникот и на училиштето, пред се во интерес на детето, е да биде заедно со своите соученици и врсници во редовната настава.